Драги мои, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на Јади бурек на наша ТВ. А, како ми фаќа басот? Ферцира? Не. Не, па по... Бас, се тресат издави свежи. Се тресет што? Неам бас. Не. Дали сега би можеле да говориме малку околу ниските фреквенции? Знаеш што? That's not funny. Иските да се спуштиш и сте малку горе. Ја по-спуштен, што да ме спуштиш? И онака кога ќе застанам до женска, ми вика, дечко, ти у дупка да не стоиш? Do you like my hand on your shoulder? Go lower. Do you like my hand on your shoulder? Има и балканска верзија на тоа, ама... Скопјанки, спремајте бикини, бидејќи стартува изградбата на плажа на кеот на Вардар. А мажите што да спремаат? Ние голи. Па скопските... цензура да... не можам да го кажам. Или отров. Не можам да го изговорам. Джабе бленк ми пушташ. Back in bag! In the sack! Работа од соништата. Што е вашата работа од соништата? Режија. Дома да спијам, работа од соништата. Да дурлам и да нестанам. Да кепчам јади бурек. Да кепчам јади бурек и ништо друго. Да не ти е можеби работа од соништата да селиш студија од студио у студио. Да. Работа од соништата, контролор на квалитетот во јавна куќа. Nice job if you can get it. Well, I can apply for this job. It's a tough job, but somebody got to do it. Тоа е и гинеколог тук. Не, фала гинеколог. Остај ти тоа гинеколог. Остај тоа, знаеш, она предпрање, бело прање, шарено, такви работа, не фала. Ти бујрам тоа работа. Да видиме што имаме друго. 5 деца од своето раѓање живееле во Пештера. Не знам ја, у подрумбев. ЕУ не го заборава Балканот. И летово, летово ќе биде потопло од лани за 2 степена. Што значи, му фалат уште 4 за да биде нормално лето. Дали се сеќавате колку помодревме лани? 40 степени имаше само 5 дена. Другото беше све 30-35 и овие аздисаниве. Жешко е. Жешко е, иди у Исланд. Жешко е. Човече, додека не почне да ти се врти на скопски асфалт у центар, ја не рачунам дека е топло. Не знам, дај смешна работа. Додека кај ми го носиш чизот? Што не можеш да гледаш, немаме комуникација, добро. А сега имаме, па остај се. Како и секогаш. Мајкл Джексон би му позавидел на сребрените чевли на Јоксимовиќ. Ата преку тасета за сребрените чевли. И Кочо имал сребрени чевли. Се извинјавам, вие си го сакате Јоксимовиќ, ја не разумем јужну границу. Значи, на десниот кеј на Вардар, на повеќе од 300 метри квадратни, позади Луна паркот, денеска почнува изградбата на првата градска модерна плажа во Скопје. Да, се извинувам, еве. 100%. Да. Сигурно ќе има и трамболина да се джиткаме ласта у Вардар.
Да, да. Да, и мраморецот ќе биде таму. Не мраморецот. Ќе биде доктор Сарчевски одма со руски ласери да не лечи од лиша и кога ќе излезеш од водата вака да се распаѓаш. Представници од руски гулаг. Еве го тој простор да го видите на пубава фотографија, утрински вестник на насловна страна. Значи, веќе е турена обграда. Абе, брат ми, кога ќе дојдеме тука и ние да се бањуваме, леле! Таму сме ние стално. А што викаш, ние стално сме таму? Таман да ни средат да искосат тревата. Да ни скусат дворот. Што убаво ќе биде, замисли ваква плажа Милина. Да, ете во Кадар плажата. Џукци наоколу, лајат, овци, пасат. Професионалки. Овие неизживеаниве, вака со кокорени очи, дифтаришта доаѓаат, се симнал од планина, прв пат гледа женско у бикини. И се шета со изфлекани спидо гачици. Мајко моја, тешко ќе биде додека стекнеме. Не, некојаш Скопје имаше урбана, знаеш, за урбана плажа треба урбан народ. Али со good luck, јас само викам. Ја на ова нема да идам, брат, па не знам што да е. Единствено, ако биде влезница карта 500 денари, може. Тогаш еднаш ќе отидам. Има обезбедување. Да, ќе има обезбедување. Оние џукцине со жуто копче у ушето. Прозирно е. Не е прозирно, жуто е. Пожутело со жуто цвече никој нече. Затоа што никој не ги посвојува. Добро, дали некој знае што прави Али Ахмети? Сирење прави. Лидерот на ДУИ е убеден дека Груевски не сака да го реши името. Ај сега да те видам. Ете што прави. Дневник, стандардот е понизок од цените. Кога од просечната плата од 331 евро ќе се плати за јадење и пиење, остатокот не стигнува за струја, вода и телефоно. Еверест падна за 22 часа. Здравко Дејановиќ на еден од врвовите што ги освои. Иста мета, исто растојание меѓу Друцас и Милошовски. Човече, неверојатно, изјавата на Милошовски, во која го критикува Друцас, повеќе беше дочекана на нож во Македонија од македонските медиуми, одошто во грчките. Нашите медиуми повеќе работат против државата, одошто и во корист на други држави, одошто за собствената. Бреме нема ништо, пари нема, владата се задолжи, шприц, ништо. Вест вели дека Владо Јановски оздравел. По гласовите дека поп звездата имала сериозни проблеми со белите дробови. Не знаевме, но драго ни е ако е навистина оздравел. И голема ретроспективна изложба на скулпторот Петар Хаджибошков. 82 години постојано млад. 82-ка. Машала. Да дочекам и ја толку. Да доживе, а мистер Петар Хаджибошков 182 му посакувам. И е интересна насловна страна и текст Нова Македонија, утрешниот број. Брисел пак им даде пари на тие што ги злоупотребија. Ај сега да те видам. Значи, нече среќа поштеног човека. Што вели Ивана Костовска во својот текст на насловна страна? Додека во Македонија и се замрзнати европските фондови за млади поради скандалот со европските пари, Брисел на централизирано ниво им додели средства за проекти на истите невладини организации вмешани
Во овој скандал, на интернет страницата на Европската комисија деновиве беше објавено дека меѓу добитниците на проектите од програмата Млади во акција се Младинскиот форум ОКО и невладината организација Волонтерски центар Скопје. Поранешниот представник на ОКО беше Бошко Нелковски, екс-директор на Националната агенција за европска образовни програми и мобилност, кој поднесе оставка од функцијата поради скандалот со европските пари. Токму фактот што агенцијата и доделила проект на оваа невладина организација беше една од причините што Брисел одлучи Македонија да нема право да ги користи европските пари, додека Брисел го истражува случајот. Но додека истрагата во Европската комисија трае, истрагата во Европската комисија ОКО конкурирала и добила проект во висина од 20.800 евра. Охо! Бавча за длабоко зимско, длабоко летно орење. Не е ни летно орење. Ова е чистење канали. И Волонтерскиот центар Скопје, невладина организација со која раководи братот на екс-председателката на управниот одбор на Националната агенција, добила проект во висина од околу 25.000 евра. Иако владата го разреши поранешниот управен одбор на агенцијата токму поради неетичкото работење, но меѓу другото затоа што оваа невладена организација раководи Никола Станковски, братот на поранешната председателка на управниот одбор. Европската комисија му додели пари за проект на истиот човек. Станковски се јавува како контакт лице за човече. Ме боле глава, не можам да го мислам. Апашана, знаеш ова, суптилна апашана. Сега, оваа апашана, што, тоа е легално грабање пари. По мене ништо не е поразлично од оние со пиштол од, не знам, тамо од кладилница ќе украде 800 евра. Ма знаеш каков е светов? Ако убиеш еден човек, што си? Убиец. Ако убиеш 5 луѓе, 6 луѓе, 7 луѓе, серијски убиец. Ако убиеш милион луѓе, војсководец. Хрватски експеримент во полза на Македонија. Во Унијата се размислува Хрватска неформално да биде инаугурирана за прва држава што во пристапните преговори ќе се обврзе дека нема да ги користи и злоупотребува своето право на вето во однос на идните држави кандидати поради билатерални прашања. Таквиот предлог е плод на размислувањата како во иднина да се избегнат ситуации од типот на бизарниот спор за името со Грција, кој се уште ја обструира и блокира Македонија. Што се однесува до Нова Македонија, драги мои, многу ми е... Што е ова? Скопје 2014 го избрка ВМРО ДПМН од плоштадот Македонија. Инаку македонските државјани се живи и здрави и чекаат екстрадиција. Тие ќе бидат екстрадирани заедно со поголемата група турски државјани и преку Турција ќе се вратат во земјата. Зашто све што е лепо има крај? Опа, имотот на лицитација за сметки стари со години. За растоварување на судството сите спорови за неплатени долгови за струја во наредните месеци ќе се префрлат на извршителите и на нотарите. 180.000 тужби за неплатени сметки се одевана. 500.000 извршни предмети наредниве месеци ќе преминат од судовите кај нотарите и извршителите. Долгови кон поранешното електростопанство на Македонија, старии по 6-7 години, деновиве со судски решенија им стигнуваат на граѓаните за наплата.
Во решенијата се предлагаат наплатата да се изврши со попис, процена и продажба на подвижните предмети на должникот. Има случаи каде што неколку предмети против исто лице се спојуваат во еден случај без право на жалба. Во решенијата за извршување, освен долгот, се засметува и казнена камата, која почнала од денот на тужењето и во изминативе години вртоглаво се зголемила и го надминала износот на основниот долг. За должниците ова е игра преку која врз грбот на граѓаните се настојува да се пребијат меѓусебните долгови и недоразбирањата меѓу ЕВН и ЕЛЕМ, токму ненаплетените стари сметки од пред приватизацијата на ЕСМ се во основниот и судски спор меѓу овие две компании кои тежи над 200 милиони евра. Епа, драги мои граѓани, нека ви е на здравје. Не знам што да кажам. Вие си знаете што ќе правите со сметките. Туку, писма од душевадникот. Венко Андоновски, припитумување на правдата. Поголемо понижување од тоа да мазниш мазно, а да те убедуваат, а ти да се правиш дека веруваш, дека е рапаво, нема. Значи, поголемо понижување од тоа да мазниш мазно, да те убедуваат, а ти да се правиш дека веруваш, дека е рапаво, нема. Затоа, драги мои, водете парници, бркајте правда и не откажувајте се. Еден ден болвите и крлежите мораат да паднат. Воспротивно и вие станувате еден од нив, без да забележите, но другите тоа го гледаат. Цицате туѓа крв и станувате модри. Во понеделничкиот број на Нова Македонија излезе текст на, ова е, видите, дрво, фурнир, и тоа лепо, и онда кто, како такво. Излезе текст на Ванковска. Текстот е поприлично како таков. Еве ќе ви прочитам за што се работи. Текстот се вика ad hominem или се по список. Прагот на толеранција кај луѓето е различен, па оваа колумна можете да ја земете и како показател на мојот веќе пробиен праг. Ги абстрахирам минатите години и се фокусирам само на последниве месеци на забрзано центрифугирање во перењето мозоци. Веднаш да ви кажам дека престанувам да бидам фина и онака веќе ви вајадат муабети ни помалку ни повеќе дека Груевски лично ми нарачува по колумни и ме плаќа. Па барем нека ги јаде Јанза колку ли сум платена кога зборувам без ракавици, а ги јаде Јанза комерцијално и конјунктурно ориентираните во наводници интелектуалци кои не можат ни да замислат да направат нешто без транзакцијска или сива сметка. Баукот од пишување ad hominem како највисок греф е нешто што веќе представува параван за вистинска критика. Демек, се пишувало за идеи и за визии, а не за луѓе и нивните некарактери. А што е со нелуѓе? Што е со искомпрометираните величини кои само заради домашното воспитување и од култура се уште ги персираме и ги игнорираме дека се директно одговорени за ова дереđe? Затоа тргнувам се по список. Мој личен, не се плашете, не е список за екзекуција. Еве е еволуцијата на настани која само за неколку дена ми ги разбудија сите дамари, ми ги освежија сите болки на моите предци, за кои не сум ни сакала да мислам, нели, како интелектуалка, треба да гледам само напред, како коњот на кој му е ставен оглавник, ни лево ни десно, само напред кон светлата иднина. Нека речат дека оваа колумна со непотребни емоции во време кога се потребни рационални и храбри одлуки, но разумот зборува и низ срцето, а храброста е да покажеш дека си од крв и од месо, дека реагираш со непокор кон надворешните дресури и дека јавните политики се за луѓе кои сакаат да бидат слободни, а не за луѓе минати низ шок терапија. Читам така по странските медиуми известува за славното истражување на дневник кога ОП за електронски медиум на англиски јазик средствувам јазичка иновација на некакви self-declared Macedonians или варијанта на self-proclaimed Macedonians, а подпишана реномираната дописничка од Брисел Светлана Јовановска. И се чудам и се крстам иако атеист, да е неука, да не знае англиски, да е странец, па да разберам дека и се слизнале незгодни термини кои се крајно навредливи. Овие термини можат да се преведат само како самопрогласени македонци или македонци кои можеби тоа и не се, ама така се изјаснуваат.
Со слична теза излези и онаа срамота од бивш премиер, бугарин, бугарофил, што ли е, чие име не сакам да го споменам дури ни во ad hominem варијантата. Насловот на надписот беше за поделеноста на јавното мислење околу проблемот со името, иако сите параметри, ако не ги спинувате резултатите, покажуваат дека, алелуја, настанала хомогенизација на граѓаните кои се доволно умни да ја направат разликата која француските и другите амбасадори не ја познаваат, препознаваат или глумат лудило. Едно е национален интерес по прашањето на името кој е дел од идентитетот. Тоа што Фуери и Рикер кажуваат едноставно не одговара на оно што го пишува во сите грчки позиции и јавни изјави од радикалниот кофоз до умерениот и разумен новинар Пападакис. Сосема друга работа е интерес со стратегиска надворешно политичка природа. Амбасадорот ја затркала топката за препастени дипломати и евробирократи од дотичното истражување. За чудо, Центарот за европско образование, така ли се викаше оној на Димовска, случајно го кани Талер да ни одржи лекција, несвојствено за прибраните словенци, за тој целиот запенет да ни кажува дека е потребна едукација на јавноста, која, замислите се, дрзнала да размислува поинаку од оние фантастично застрашувачки 99% поддршка за евроинтеграциите. Впрочем, ово моје објаснување дека 99% од македонците се за евроинтеграција. Тоа го кажува човек од земја во која референдумот за ЕУ и НАТО мина низ иглени уши. Зошто не го фаќа паника од соседите? Хрватите кои мува не ги лази за ЕУ со 30-40% поддршка. На крајот, всушност ја кажува работата заради која и дошол. Не подсети и не застраши со булдожерот Холбрук, поддржан од Обама, Хилари, Саркози и Меркел. Чудно не го спомна и Ромпуј. И во стилот на Црвенковски извика: ај да го видам оној маж кој нема да го послуша Холбрук. На ваквата опција роговите веднаш се ги покажа и нашиве дипломати кои, кога ги гледам, кој се бил министер за надворешни работи, не е ни чудо што сме на ова дереđe. Керим рече и жив остана, бара кумови, сведоци или нешто во тој стил. Зашто? Да ја омажат невестата и да го сменат името? Пазете сега, и е јака оваа изјава. Па јас се омажив и не сменив име, а не пак Македонија. Неговиот колега Нано Ружин на промоцијата на научната книга промовирана од американскиот амбасадор, што наука ќе беше тоа, покажа со прст на ортодоксните бранители на името. Јас себе волонтирам за оваа етикета, а јас, господјо Ванковска, се надевам дека ја добивам по автоматизам. Како да не бидеш ортодоксен кога станува збор за изворно име? Знае ли Ружин што значи зборот ортодоксен? И останатата дипломатска братија загриза на идејата за булдожерот. Спасов се обиде да ја омекне работата, бранејќи го македонскиот народ, па рече дека секој разумен човек е за НАТО и ЕУ. Еве и овде волонтирам. Не сум разумна и не ги сакам, се додека едно зборуваат, друго прават. Спроведуваат двојни стандарди и ги користат јазикот карактеристичен за мафијата во заграда. Понуда која не можете да ја одбиете. Нема да ме натераат да го засакам големиот брат. Според дотичните, јас сум некомпетентна и фала му на Бога за тоа. Не ги сакам нивните компетентност, одговорност и нечиста совест. Димитров ја продаваше Македонија за пари кај Тајван и ни нанесе невидена меѓународна штета. Да не заборавив некого. Ах да, она дуо трио со колумната под двоецот Солана Рен, сега тројката Филе Талер и Шаца Маркакис пишува заедно. Како ли успеваат? Јас имам проблем сама кога пишувам колумна, а не пак некој да ми се меша во манџата. Велат, вашата земја, во и така наречениот спор за името, да не мислат дека имаме халуцинации? Шаци Маркакис нека ја преведе на мајчиниот и грчки и нека ја објави во Атина, ама со формулацијата Македонија и вашата земја. Ако досега помислував дека се можеби само неспретни, ама добронамерни, се веќе ми е нејасна нервозата која ја покажуваат. Толку ли ги боли срцето што нема да започнеме преговори. Па пречката е во нивниот двор, барем за името. Зошто да ја плаќаме цената за нивното неконзистентна политика, ветото и нивното инфантинтерибал? Доволно сум стара за да го помнам центарот на моќ во Белград, но ако тој бараше едноумие, Бриселскиов очекува безумие и мазохизам. Оваа реченица ќе ја ставам на мајца и ќе ја носам. Ако центарот на моќ во Белград бараше едноумие, Бриселската очекува безумие и мазохизам. За да го заокружам списоков,
морам да го споменам и председателот на Ману со пофалбата на иднината. Ја смениле ли песната? А само до вчера му се поклонуваа на премиерот магистар за да им подпише книга. По толку разочарување единствената надеж ми се обичните граѓани кои се всушност необични. За еден толку кроток народ наоѓаат стамина за респект, без оглед дали се за НАТО, ЕУ, лево или десно. Тие знаат цената што треба да се плати. Карикатуристите карикираат, премиерот го прашува народот дали се за промена на името, тој одговара со не, а со устните, а да со стомаците. Не сведуваат на дигестивен тракт на анимална природа, не плашат со глад и војна. Еден колумнист во секоја колумна подпевнува, па и мене ми доаѓа она, народе македонски, знаеш ли кој си што си? Сакаш пари или човечки правдини? На душегрижниците во стилот на Брехт ќе им порачам. Ако народот не е во право, едноставно најдете си друг народ. Авторката е универзитетски професор Билјана Ванковска. И драги мои, ја постирав и кај мене значи можете да ја најдете на сајтот Нова Македонија, на мојот Facebook фан профил, на блогот и така натаму, па сами одлучете си. Интересно е што во борбата за власт интересен начин и опозицијата почнува да применува. До сега нов и оригинален не сме ги виделе во вакво нешто. Се работи за нивниот Facebook профил www.facebook.com/sdsm.org.mk. Видео чет Бранко Црвенковски има воспоставено, каде што граѓаните прашуваат за суштествените работи за оваа земја. Значи, Бранко Црвенковски им стои на располагање на сите оние кои преку видеочет ќе му се обратат со прашања и тој со задоволство ќе им одговори на тие нормално спонтани и искрени прашања од душата на народот. Еве едно такво искрено, спонтано прашање од суштинска важност за нашето битисување. Компјутерот. Каква е атмосферата на Бихачка? Прашањето го поставува Весна, 29 години. Браво, Весна, и да видиме што ќе одговори. Атмосферата на Бихачка е одлична. Ќе почнам од онаа работа која што асоцира на самото име на адресата. Значи, прво борбена. Второ, на Бихачка постои ентузијазам, постои волја, постои решеност, работливост. Како ретко кога досега во историјата на Социјалдемократскиот сојуз на Бихачка врие секој ден, како во кошница. На Бихачка, за разлика од некои претходни времја, се манифестира целосно единство, заедништво, слога, меѓусебна лојалност и пријателство, што е многу битно за успешност на една политичка партија. Со еден збор, на Бихачка атмосферата е таква каква што треба за една партија која што се подготвува за победа на следните парламентарни избори. Ете, и вие можете да поставите прашање и да добиете одговор. Има повеќе работи, ревидирање на проектот Скопје 2014, кој се идентификува со Александар Македонски, еве на пример и такво прашање. Имам едно интересно прашање. Никола Груевски себе си очигледно се идентификува со Александар Македонски, а вие, прашува Емилија, 25 годишна. Емилија, точно е дека е интересно прашањето. Јас верувам дека Александар Македонски или Александар Велики се превртува во гробот кој ќе види кој све се идентификува со него. Што се однесува до мене, јас имам многу поскромни проценки и впечатоци за самиот себе. Задоволен сум од тоа што сум, се обидувам да бидам подобар од она што сум бил претходно и немам некоја историска личност со која што се идентификувам или поистоветувам, а најмалку на тој начин на кој што тоа го прави Никола Груевски. Но off the record разбравме дека Бихачка ќе се дека Наполеон му е омилена личност, а најверојатно Бихачка ќе се прекрсти во Ватерло. Па слушај, може градот да го направи тоа. Ватерло. Да видиме, имаме ли уште некое прашање. Види што е интересно. Кога ќе поставите некоја тема, видеочет,
на YouTube. Дај ми го YouTube-от. Нели? И имате веќе, например, ги гледате опциите овдека. Еве, веќе постои проевропски фронт против или што ја знам. Овде па има Александар Македонски. Најава на прв видео чет со председателот Црвенковскиот СДСМ Македонија и овдека ја не знам ја не можам да го направам ова, нели? Кога има се вино точим, ал вино не пием. Не, толку немаме пари да ја откупиме цела. Само кажувам каква вака иронија на сурфањето. Да. Не. Чекај, да видиме. Што има друго Бранко Црвенковски, бидејќи, нели, не му дава да дојде во Јади Бурек, да видиме што друго има. Атмосферата на Бихачка е одлична. Веќе постои проевропски фронт против Груевски. Да видиме ова интересно прашање кој го поставува и дали се надзира, пак женско, значи дали се надзира формирање на сеопшт проевропски фронт на партии. Ова мене никогаш не би ми текнало да го поставам као прашање. Неверојатно. НВО и граѓаните кои набрзо ќе порази Милошевичевистичката политика на Груевски. Бети 27 години. Вау! Спонтаноста ова мислам фантастично. Бети, ја ти честитам. Ја вакво прашање не би можел, онака стварно би ми било тешко да срочам едно вакво прашање. Да го чуеме и одговорот. Милошевичевистката политика на Груевски. Не се назира, јас веќе го гледам тој фронт. Тој фронт функционира, тој не е формализиран, не е соопштен, не е објавен, не е формално поврзан меѓу себе, меѓутоа факт е дека денес веќе во Македонија не само што постои опозиционен партиски политички фронт собрани 12 политички партии околу Социјалдемократскиот сојуз, туку имаме ситуација во која што фронт собрани 12 Можеш погласно да пуштиш? Што е тоа позадина што се слуша? 12 политички партии околу Социјалдемократскиот сојуз, туку имаме ситуација во која што невладиниот сектор се погласно туку имаме фронт собрани 12 политички партии околу Социјалдемократскиот сојуз, туку имаме ситуација во која што невладиниот сектор се погласно. Го слушнавте вие? Деца плачат! Деца плачат! Добро бе, срамота е ова, бе, човеков збори, видео чате, треба у медиуми да иде. Мислам, деца по улица се пуштаат да вриштат, да пиштат. Не воспитај. Не, знаеш што, ја мислам некои ВМРО-вски деца се намерно пуштени да го ова. Нема врска, да знаете, дека во Јади Бурек бесплатна репрезентација секогаш има за ваквите проекти на опозицијата. Така да нема нервоза, нема да доставуваме фактура. Уште едно, значи, сепак ќе се концентрираме да чуеме што кажува Бранко Црвенковски и покрај тие звуци на обструкција од надвор. Туку имаме ситуација во која што невладиниот сектор се погласно, подиректно се пројавува. Дел од медиумите ја преземаат улогата на совест на македонското општество. Се поголем број интелектуалци, значи луѓе со собствен авторитет и дигнитет се решаваат да се ослободат од тие стеги на стравот и да проговорат. Едноставно, ова е период во кој што општествената свест почнува да се буди. Тоа е навистина фронт не против Груевски и неговата политика, тоа е, како што реков и премалку, фронт за враќање на државата кон собствените граѓани, враќање на државата кон народот, враќање на државата на едни нормални патики. Патики или патеки? Испадри ги, бедечко! Апостолки! Уште едно спонтано прашање. Груевски нема меѓународна поддршка.
Да видиме. Дали имате впечаток дека владата на Груевски ја изгуби меѓународната поддршка? Овој пат не е женско, ова е Боби, 26 години. Да не е Бобо на Рада? Не, тој е Бобо, ово е Боби, извини. Добро? Да чуеме. Немам впечаток, јас знам, дека оваа влада нема меѓународна поддршка за своите политики. Меѓутоа, поголемата трагедија е што од тоа штети трпи цела Република Македонија, сите наши граѓани, а не само Груевски и неговата влада. И нема друг начин ова се смени, бидејќи веќе дефинитивно сум убеден, ја верувам и сите кои што ги следат работите на политичка сцена во Македонија, нема шанси Груевски радикално да ја промени својата политика. Единствен начин е ние да го промениме Груевски и владеачката партија и да дојде една нова политичка гарнитура која што ќе спроведува политики кои што се комплементарни со европските политики, со европските вредности, со она што денес представува цивилизацијска вредност во онаа Европа во која што ние сакаме да живееме. СДСМ е меѓународот и со народот. Да видам дали има некое прашање во врска со името. Веднаш ќе го пуштиме СДСМ, атмосферата е победничка. За сега Македонија не ја очекува грчко сценарио кој се идентификува. Идната власт ќе ги враќа долговите на ВМРО. Тоа тврди проевропски негативна го дигаме Рамковски котле. Еве вели Рамковски. Не. Од кај сега вели Рамковски се убаци? Дај го компјутерот. Абе компјутерот. Еве ги овдека. Како, нели, на YouTube си шарам и одеднаш вели Рамковски. Еве го. Ја ова, не, најверојатно сигурно јас сум го наместила. СДСМ нема да воведе нови казни. СДСМ ќе ја врати во нормално. Новите грешки им понуди европски иднина на младите. Груевски не верува, Груевски ги обедини народот против себе. Продава провинцијски популизам. Добро. Ние ќе следиме ова, се надевам дека некој спонтано ќе му постави прашање и за името. Додека не му постави на Бранко прашање за името, еве на YouTube неколку изјави на Бранко и челниците на СДСМ по прашање за името. Нашите аргументи и цениме дека тоа се одлетно решение. Ние остануваме на нашиот став затоа што цениме дека аргументите кои што ги имаме се издржани, дека е тоа еден принципен пристап и став и дека нема потреба да го менуваме. Ваќи се на проблемот со Грција за името. Црвенковски рече дека со оглед на тоа што името е од најголем национален и државен интерес за Македонија, поважно е какво ќе биде решението, отколку кога ќе биде. Македонија неспорно е во далеку подобра ситуација денес отколку порано поради се поголемиот број земји кои не признапат уставното име. Со други зборови, времето работи за нас. Ако се најде формулација, значи со некаква додавка или придавка, која што нема да значи рушење на националниот идентитет, туку може би дополнителен опис на нашето државно уредување. Мислам дека можеме да ги постигнеме двете цели. И да ја добиеме поканата, и да го зачуваме нашиот национален идентитет. Новата реално значи и потреба Македонија да направи одстапки од така наречената двојна формула, ако сака да продолжи со процесот на евроатлантските интеграции. Колкави и какви треба да бидат одстапките на двете страни, може да решат само легитимните представници на двете држави. Се согласуваме со решение во однос на замена на досегашната референца БЈРМ со име со географска одредница. Ставот на СДСМ во однос на ова прашање е јасен, познат и непроменлив. Океј. Тоа е се, драги мои, се ова извадено од интернет. Можете да најдете милион работи, секакви во најразноразни форми, што шигубини, а што и документарни. И последното за вечерова, кое ви е најава за муабет, а тоа е дека македонскиот јазик е на Уставен суд. Значи,
конечно ќе се одлучува и за македонскиот јазик. Македонскиот јазик се најде пред Уставниот суд. Уставните судии ќе испитуваат уставноста на решението на министерот за образование. Тргниме од кадар, бе, motherfucker. На министерот за образование Никола Тодоров за воведување на македонскиот јазик од прво оделение за учениците до немнозинските заедници. Ало, бе, што се дешава у режија? Па зашо не ми промениш, те замолив. А на телефон си, извини. Извини, нема друг пат. За уставните суди е според член 2 од решението. Затоа што измени во основното образование можат да донесат само со закон, односно за нив да гласа собранието, а не да се воведат со одлука на министерот и така натаму и така натаму. Епа, почитувани граѓани на Република Македонија, ви честитам, конечно го дочекавме и тоа. Македонскиот јазик е на Уставен суд, како што падна многу работи, очекувам да падне и македонскиот јазик, па името, па идентитетот и така натаму и така натаму. А Ерлија за многу години да се множат, одиме со реклами, па живи и здрави се враќаме со муабети од вас. Лелеј. Кај Бранко Црвенковски дефинитивно вербално има промена, но има и една естетска. Ги замолив моите од режија повторно да идеме со снимката од YouTube. Режија. Значи, Бранко Црвенковски ни е повторно во кадарот. Еве истата снимка на повеќе места. Први мислев дека е некоја сенка. Но ако добро загледате на неговото лице, има една естетска промена, до сега не сме ја виделе кај Бранко. Бранко носеше она, ауспух брадичка, едно време, па целосна брада, па кратка, па малце подолга. Сега е прилично така подизбричен во образите, но она околу носот ми станува интересно. Па ми прати една фотка, сега ќе отворам и фотката. Еве ја фотката, дефинитивно пушта брк под носот. А? Еве, ќе ја снимам за да ја зголемам. Не, ви се колнам дека ништо не е рчкано во Photoshop. Еве ја. А? Сенка е? Сенка Велеталнич? Ја мислам дека пуштил брк. Затоа што ја има и на... Па тогаш лошо му реализирале ова, бе, човече. Чекај да видиме. Еве го. Ајде. Ја мислам дека не е ова сенка, дека пушта брк. Оној швалерски. Само да го пушти малце по-широко и по-густо да му порасте. Вајда до избориве наредни ќе порасте. Со европските политики, со европските вредности, со она што денес представува цивилизацијска вредност во она Европа во која што ние сакаме да живееме. Океј, ќе пуштиме и други овакви, нели? А ние одиме со вашите јавувања. Кај е мојата хомофобична лента? Добро вечер за вас, почитувани гледачи. Телефоните се отворени за вашите јавувања. Па повелете. Добро, имаме гледач на линија, можеме веднаш да го вклучиме, повелете. Ало? Со тебе ти прави муабет? И шо вика? Шо ти кажа? Добро вечер. Добро вечер, повелете во програма сте, господине. Имам две замерки за тебе. Првата е, кога читаше, не пише Нало Ружин, туку пише Нато Ружин. Нато Ружин. Нато Ружин. Ке се вратам одма. Кога сакаше нешто Црвенковски да дадаш, јас би те молел, ако ја има она слика кога тропна на масата и кога рече да го видам онај маж кој што ќе ја
смени кој што ќе го смени името на државата. Вака тропа? Тропнал на масата и рече тропна, јас го гледам, таа е така, некако и рече да го видам онај маж, па како прашање сега да се чуе да видиме дали е најден мажо или може некоја жена ќе биде. Може. Ама како што гледам јас овие нашите професорки вела ќе се бориме за името и то машки. Некои мажи стануваат жени, ама некои жени стануваат мажи. Бога ми, јас сум среќен што имаме ние такви професори. Како Ванковска сакате да кажете? Како Ванковска. Ве бенди сам колумната, мене многу, право да ви И кажам. колумната ја читам по 2-3 пати и ја имам урамено и ја држам и ви велам, како да ти речам, ние сме среќни што имаме такви кои што сакаат на некои новинари да му кажат дека Северна Република Македонија и Република Северна Македонија не е те исто, а тие стопати во торивните таму изјави преку телевизија веле, па тоа се едно е. А таа кутрата сакаше да му објасни на тој дотичниот новинар дека не е се едно, меѓутоа тој го прескоче. Тоа добро сега. Да не кажеме кој е, сигурно го знаете. Добро. Имате уште нешто? Сакате да се изјаснам за македонскиот јазик или радо би се зборувал за името? Слободно и за македонскиот јазик и за името, искажете се. На Прво почеток за имате највише македонскиот простор. јазик. Да. Накратко со една реченица. Сите примени по клучо во државните установи нека се соберат и нека направат една писменен задаток со слободен состав лето на македонски јазик. После тоа само нека ви го да вас или на било кој, па ако е бал, нека е бал, барем. Да се смееме до животно. Аха, Што ќе напише и на фуере, нека му се речи дека зашто нас не критикува, дека со вакви стручни кадри не можеме ние да влеземе во Европа, затоа што нашата администрација е многу слаба. Вие се сомневате во нивната литературност, Не се сомневам, јас писменост? ја молам само нека напише еден слободен состав, да речеме лето. Добро. И ќе видиме, ќе го видиме нивниот македонски јазик, односно нашата спремност на администрацијата да влези во Европската заедница. А Фуере стално не критикува дека некако сме се посумливи, затоа што некако со името, не моди работата. Сега да кажам неколку збора, ако би дозволите, и за името. Повелете. Името бе Јанко е прашање кое се односи на генерацијата. Тоа име е добиено од генерации кои што гинеле и да не ги спомнувам гинеле. Тука ги главам тие генерации што го шиеле и знамето, што ги пееле песните, што дедовците ги изборвале на синоите, на внуците, што му изборвале приказните, и сите влегле и тие како нас ни го дадоа, да речеме, како еден стан со тестамент и во кој пиши: ви го даваме овој стан, да го пролепшате и да му го дајте на следната генерација уште поубав. Немате никакво право да го продавате. Ако тоа пиши во тестаментот, тога нема што да дискутираме. Дали се разбравме? Се разбравме, само мала замерка и до вас на целиот муабет за македонскиот јазик со пролепшавте, кај го најдовте, пролепшавте, упредаја, нели? Се шегувам. Ви благодарам за јавувањето. Јас се надевам дека ќе имаме еден дел вие да од тие слободни состави летос зима што сака, ќе биде и на вашата телевизија прочитана како што беше од Ванковски, па малце да се посмееме на крајот од краиштата. Такво е времето, критично е, треба малце и со нешто да се релаксираме, не? Благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач веднаш штом ќе се вклучи во програма. Продолжуваме понатаму. Ако има некој желба да се вклучи преку Скајпот, бара Скајп акаунтот. Скајп акаунтот е Јади Бурек Јанко. Значи, бидејќи има многу клонови, но не барајте да ве прифатам као пријател, туку директно јавувајте се. Значи, кога трае емисијата, Скајпот е вклучен
и така можете да се вклучите во емисија. Чиста работа. Тоа закачување пријателства мене нити ми треба, нити имам корист од нив. Праќање пораки нити читам, нити добивам, нити имам време да ги читам. Пораките идат преку мејл и исклучиво преку SMS. Така да Skype-от или ќе го користиме за видеочет, како вака со Бранко, или не. Така да, еве ти. Ајфер. Ајфер, зашто да те додадам на контакт? Ако имаш нешто, јави се. Или Loverherz 10. Не ми треба пријателство за контакт. Јавете се директно. Не е важно дали ми гледате во статус или не. Директно звонете со вклучена камера и ќе имате привилегија да се вклучите и малце повеќе, нели? Секој што се појавува со лик во емисијата има привилегија да каже нешто и повеќе за разлика од другите. Еве да видиме. Го имаме наводно Саше. Саше, дали се слушаме? Саше се откажа. Добро, Саше. Океј. Ете, тогаш идеме со телефоните. Добро вечер за следниот гледач. Се исклучи? Не, тука е у програма. Или нема никој? Нема никој. Ало? Господјо, конечно ме слушате? Да. Ќе ни кажете зошто се јавивте? Добро вечер. Добро вечер. Искрено жалам што не ме фатив од почеток со текстот колумната на Ванковска. Инаку одушевена сум. Од она што го слушав, добар дел од тоа слушав. Ама ќе се обидам ќе ја најдам. Во Нова Македонија е така, колку се разбрав. Да, ја има на страницата на Нова Македонија, ја има на мојот блог, ја има на мојот профил на Facebook и така. Конечно се најде некоја... Молам? Нешто послабо ве слушнав. Господјо, не е важно, почнете да говорите и не застанувате, уживајте. Слободно. Конечно се најде некоја жена како маж, па да им лупне на маса. И да им каже се што мисли за името и за добронамерните советници од надвор, од кои сме, верувајте, сити, да не речам пресити веќе и не знам што друго. Што очекуваат тие од нас, или поточно од премиерот? Извинете, може би ќе звучи малку вулгарно, ама да им се заврти, да им рече, извинете, шефе, што за кратко ви го завртав грбот. Знаете на што асоцирам? Значи, отпорот што се пружа, јас го сваќам најнормално, мислам, и реално, затоа што со грците никогаш не си на чисто. Ако еден се попушти, не знаеш наредниот чекор што ќе биде. И тој ќе оди во бескрај. Зошто се залажуваат или сакаат нас да не лажат дека името, односно идентитетот наш и јазикот не се во прашање. Ете Иванковска го вика... Само името на државата било во преговори. Добро. Меѓутоа, факт е дека, оно што го пишува и професорката Ванковска, дека сегде се слуша и се спомнува и се кажува идентитетот и јазикот. Па тоа е проблемот, не е Македонија проблемот. Затоа е менување името? Па јасно, тоа затоа се менува. За да се смени идентитетот? Да, а изгледа Бранко Црвенковски е со кратко паметење, ама за жал имаме, тука сме ние што долго паметиме, независно од возраста, ама од овие 15 години на назад, 16, многу убаво знаеме што рекол, како рекол и што направил, како направил. Така што ова сега што го прави, не само СДСМ и одредени медиуми, тоа е веќе смешно, анахроно е. Јас гледам моето став и мислење, ако не е А1 телевизија, нема кој да ја искара владата. Нема кој да ја искритикува, од министри до премиер, до се поред. Зошто? Тука е Алфа, тука е Телма.
Тука е дневник, утрински, Не, во ред на тие, него овие мислам дека се вака предметот. Ако, па добро, они се одлучија да бидат нели, Просада Самовски, тоа е нивно право. Не, во ред е, само да ви кажам, знаете што, невкусни се. Контраефект ќе постигнат. Во рамки на рекламен блок, они го даваат, ја даваат изјавата на премиерот Груевски во врска со ФФМ. Добро. Тоа веќе независно дали сум за една или друга опција. Сите ние имаме некои си своји ставови во тој поглед. Меѓутоа, во ние се не сум нигде, никогаш не сум ни била. Јас имам еден мој став, во рамки не можам да живеам. Што значи во партија не можам да бидам. Ама, ова што го прави А1 е веќе не само дегутантно, туку ви реков, контрапродуктивно е. И едноставно, ова го кажувам во случај, сега скоро се случај така поголем број на луѓе бевме, кога сите го делеа тоа мислење. Дека веќе они се контрапродуктивни, но прават, што би рекле србите, ведвеđа услуга му прават на Груевски. Ако тоа сака да го црнат, тоа обратна работа постигнуваат. Така што, не знам, ова што се одесува, пак ќе повторам до професорката Ванковска, секоја чест. Јас многу пати сакам, не знам, кога год имам прилика да прочитам и да ја слушам. И едноставно, за жал или за среќа или несреќа, незините предвидувања и незините анализи се во добар дел, бидејќи добро ја пратам, во добар дел се точни. И овие странски ведушегрижници веќе прекуносни се. Добро, господјо, ја ви благодарам за... Благодарам, пријатно. Лека ноќ и пријатно. Убаво се изнаслушавме. Што се однесува до Skype, многумина бараат контакт, ама ја не гледам зошто тој контакт ако не се јавуваат. Ќе пробаме со следниот Ванчо Зафировски. Дали се слушаме, господине Ванчо? Во програма сте преку Skype, ве слушаме, дали ќе ја вклучите и камерата? Да, повелете. Дали ме слуша? Одлично ве слушаме. Моментално сум овде во Скопје. Јас сум во Скопје и сакам да кажам, дојден сум иначе од Сиднеј, од Австралија, и сакам да кажам нешто околу името, оти стварно не засега, и тоа многу. Кој е тој маж што ќе може да го смени името? Знаете тоше што ја пее песната за навивачите од Македонија? 5 милиона. И тоа е точно дека има повеќе од 5 милиона македонци. И кој е тој овдека што од 1,5 милион или колку македонци се овде во Македонија има право да го смени името? Може секој за себе да го смени името. Меѓутоа, не за сите македонци во диаспората и секаде во светот. Оти, ако земеме само Сиднеј, се рачуна дека има околу 300.000 македонци. Така, Тоа ми беше... значи сметате прво дека... Мислам, нема право и никој да го смени името. Кој е тој маж што ќе смени за него? Што ќе бидат тие македонци што се во Егејска Македонија? Што ќе бидат тие македонци што се во Пиринска Македонија? Што ќе бидат тие македонци што се во Америка, Австралија, Канада и секаде низ цел свет? Што ќе бидат? Значи, тоа не е svejedno. Кажете ми... Јас ми е жал што не можам да ве слушнам. Дали ме... Уопште, ете, тоа е од мене. Бидете поздравени и толку од мене. Благодарам.
Му благодарам на Ванчо Зафировски, убаво го слушнавме и еве го ставивме во контакт, кој ни се јави преку Skype. Одлично, господине Зафировски, може би имав и нешто да ве потпрашам, но во секој случај беше и ова сосема доволно. Мојата веб камера некој е исклучила. Добро, добро. Ајде, ќе видиме, Ајфер се јавува. Господин Ајфер, барем така е вашиот ник, во програма сте, повелете преку Skype. Океј, дајте джингл, исклучени се моите апарати за да комуницирам преку джингл. Океј, продолжуваме понатаму. Господинот кој е закачен на Skype се уште е тука минута и пол, но никако да се јави. Дали не слушате? Ајде ќе видиме дали ќе се одлучи да се јави. А ние одиме со телефоните, затоа што таму чекаат. Добро вечер, повелете во програма сте. Да, добро вечер, Јанко. Добро вечер и повелете. Поздрав до тебе и до твоите гледачи. Благодарам, господине, и повелете. На телефон Бранислав од Тетовско. Повелете, господин Бранислав. Малце, не малце, него многу ме интригира овие игрите околу Уставниот суд и како би ги нарекол најнормално скандалозни некои си одлуки кои што ги има донесено во последно време. И сегашната најсвежата иницијатива за оценување на уставноста за македонскиот јазик за изучување од прво оделение на децата ученици од немнозимските заедници. Добро. Па сега јас да им пренесам на господата студија дека јас некаде до вчера без некој си странец или некое малцинство, некаде моите деца од забавиште учеа на странски јазик, а не од прво оделение. И таква е светска пракса. Без да навлегувам во правните финеси како е законот моментално, едно знам за сигурно и лично искуство дека кога се работи за судови, сите суди се на некој начин филозофи во смисол да направат од ништо нешто и обратно од нешто ништо. Така да точки запирки, ако си го слушнал онај вицот за Екатерина Руската кралица, знаеш, запирката не вамо тамо, па зошто си го убили, така тие работи. Меѓутоа, факт е дека јас лично како граѓанин, не како македонец, него како граѓанин, не наоѓам никаква оправданост во бојкотот на изучување на македонскиот јазик од страна на албанските првачиња од прво оделение. Нонсенс и глупост е да некој изучува англиски јазик од прво оделение, а да не изучува јазикот на мнозинската заедница во државата во која што живее. Според тоа, значи, отпаѓаат сите тие политички интриги и игри околу изучувањето на јазикот, па не знам, 2 или 3 јазика биле многу. Ако се многу, исфрли го англискиот од употреба. Англиски се учи, јас кога сум бил во основно училиште, странски јазик се учел од пето оделение, а не од прво оделение. Толку околу тоа прашање. Иначе би се задржал околу оперативноста на Уставниот суд кај нас во последно време. Лично како граѓанин, еден многу добар пример. Например, Соединетите Американски држави, они се држава полуконтиненти некаде околу 350 милиони. Во Америка, во ниту една од сојузните, а и на сојузно ниво, немате уставен суд. Има Врховен суд на Соединетите Американски држави на 350 милиони народ и он е надлежен да расправа по уставни прашања од аспект на уставот на Соединетите Американски држави. Според тоа сметам дека обстојувањето на Уставниот суд на Република Македонија е непотребно,
во сегашни услови на една многу мала територија и на еден многу мал народ. Прво, од економска основа нема потреба некој да плаќа 8 или 10 студии таму со сите помошнички секретарки и едно друго и да овој сиромашен народ плаќа за такви. Кога би могол, би предложил до владата. Дали ме слушате? Да, ве слушам. Ова да ви кажеме досега едно од најрадикалните барања за промена во судската власт кај нас. Доста интересно наведува на размислување. Човек сериозно може да се размисли дали ни е потребен уставен суд или ваков суд каков што е. Уставен суд според мене не е потребен. Во колку не сум во грешка, Врховниот суд на Македонија има некаде помеѓу 20 и 30 суди. Сосема доволна бројка. Само да ве подсетам, Уставниот суд на Австралија, односно Врховниот суд на Австралија, број 9 суди на цел континент и 25 милиони жители. Врховниот суд на Соединетите Американски држави е иста бројка на 350 милиони жители. Да, така. Според тоа нема потреба да постои уставен суд. Уставните надлежности треба да се префрлат на врховните суди на Македонија, на Врховниот суд и подхитно да се укине со измена на законот за Уставниот суд на Македонија. И замислете една друга парадокса, значи Република Македонија нема закон кој што го оснива Уставниот суд. Практично овој суд е нелегален суд. И според тоа сите негови одлуки од осамостојувањето до денес се тоа на латински се вика ultra vires, значи правно неосновани, прибидејќи не е суд што е основан врз основа на закон на парламент. Туку како е основан? Па со некој, што знам, свој акт тамо, некој пат од комунистичкото време што го донес. Барем тие се моите сознанија со резерва, може би е тоа. Да, ја ви благодарам за овие објаснувања, малце ме натеравте на размислување. Точно или не, во секој случај кажавте некои тези кои вреди да се проверат. И едноставно праксата на Уставниот суд на Македонија до сега Да? Ваквото сукцесивно, пазете, зборувам од западно искуство, од демократски држави. На еден врховен суд во било која земја, дали е тоа Америка, Австралија, Канада или да речеме Германија, Франција, да се прво самото дрзнување да прифати да расправа по уставна иницијатива е еден сериозен чекор. Зошто? Затоа што во принцип самото расправање во начело самото прифаќање да се покрене уставна иницијатива, односно расправа по некој предлог, во начело значи дека се отвара можност за законско вмешување во работата на законодавната и на извршната власт во земјата. Значи, по вас сосема би било покриено и заштита на законитоста и уставноста на Република Македонија со Врховниот суд? Повеќе од доволно. Па континенти, држави имаат Врховен суд, да немаат уставни суди. Мислам, уставен суд нема. Многу ви благодарам за јавувањето. И сега мислам, не би сакал да држам, да се правам папа на папата или тие работи, меѓутоа, очигледно е дека постапките на Уставниот суд, одлуките, тоест последните кои што ги имат донесено, во многу представува, значи, мешање на судската власт во законодавната и во извршната власт без постоење на критериуми на контрола на овие две власти или на судска самоконтрола во извршувањето на судската власт. И тоа е опасен преседан, стои за факт по политичките наименувања на тие судови дека е повеќе од веројатно дека се они повеќе од подложни на политички влијанија од страна на опозицијата и самиот тој факт
става и тоа каква сенка врз нивните одлуки, без разлика колку се тие онака правно зафилени со правни финеси и филозофии и ти реков ми рече тие работи. Ипак, значи, испадна дека владата не знае што прави, дека парламентот не знае што прави, дека Уставниот суд практично не е влада во влада. Баш така. Односно дека преку Уставниот суд на Македонија опозицијата и е партнер на владата во владењето. Да не должам повеќе, толку благодарам. Пријатно. Благодарам. Многу интересно јавување и дефинитивно вреди да се размисли. Затоа е добар момент сега и тука да направиме вториот блок со реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Одиме со реклами. Океј, драги мои пријатели и пријателки, продолжуваме понатаму со емисијата. Одиме со следниот гледач. Добро вечер и повелете во програма. А нема. Добро. Excusez-moi, madame et monsieur, c'est la émission de Yadi Bourek. Enchanté, bonsoir. Да видиме сега со Александар Димов дали ќе се слушнеме. Господине Димов, нити ве слушаме, нити ве гледаме. Ние тогаш одиме со гледачите. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете, во програма сте. Па вака, го гледав тоа Бранко Црвенковски што му ги поставуваа прашањата. И ја ќе се послужам со логото нивно, ама во обратна смисла. Сите одговори не заслужуваат прашање. Како да кажам? Ова го употребуваат тие кога беше територијалната распределба, кога имаше референдум, не успеа. Фингира референдум, ќе речам. И нивното лого беше некои прашања не заслужуваат одговор, ама овде ниеден одговор не заслужува прашање, зашто ви одговори ги слушаме 20 години од човеков. Ќе се врателе на власт. Како ќе се вратат рециклирани? Ништо ново. Може би со 15 септември, може би со октоподот, може би со ТАД, или да не ги редам сите нивни успеси под наводници што ги направија. Па народов памти и добро и лошо, за жал, така е. За жал или за среќа. Добро. Тоа е тоа околу името, убаво кажа човекот што се јави на... Како се вика тоа? Добро, не е битно. Како ќе се викат македонците во Канада, во Австралија, низ Европа, по светот. Потоа, во 21 век некој да те тера насилно да си го мениш името, а цела Африка беа ко француски, не знам, англиски, не знам чии колонии, си ги вратија старите имиња. Тие ги отфрлија новите имиња што им ги наметна. Значи, се прашувам каде е тука таа европска или светска демократија и што се прави врз Македонија. Меѓутоа се надевам дека Господ ќе со нас, ќе издржиме и од мене толку за вечерва. Благодарам, пријатно. Благодарам, лека ноќ и пријатно, а ние се селиме во Австралија. Мистер Стен. Добро вечер, мистер Јанко. Повелете, добро. Повелете, еве, малце жестоки се муабетиве, па немаме многу време, па би ве молел, еве, и вие веднаш да преидете на темата. Па знам, ја гледам, оти нема време, касно, ја треба да одам па на работа, викам, чека да се чуеме, не сме се чуле. И како е темата таму, што се дешава? Не успеавте да ја следите емисијата? Не, па јас сега касно виде, оти сте уклучени. Добро, добро, сега малце би одзело време да ви прераскажувам што све беше. Се надевам дека деноиве ќе може да ја следите емисијата, па да се вклучите во темите, бидејќи имаме доста јавување и доста чекања. Гледам дека сте добро, ќе ве поздравам. Ако немате нешто посебно да ни кажете? Не, мене ме беше за... Ја не знам зашто нашите идат уште со оваа тема за Македонија и за Европската Унија. Ние сме во Европа, што ни треба на нас? Европската Унија може да се за
тоа е како компанија, може за една година, две да се прекине дека ние ќе одеме. Ја не знам. Ние треба нашите сите да се зберат заедно да идат, а не сите против Груевски. Ја не знам. Толку од мене. А дај ќе се чуеме друг пат. Добар работен ден. Направи Македонија со Румунија. Играш или не играл? Во што? Фудбал. Немам таков Македонија податок. кога игра со Не со знам. Румунија, не требаше пријателска. Nope. Немам таква информација. Ако има добро. нешто, Добро, брат. ќе јавиме на време. Ајде биде ми поздрави. Ќе најдам се. И поздрави го Боби Андонов. Боби Андонов поздрави го. Многу добро пее дечкото. Фала, брат. Поздрав, еве, убаво да ги слушнеме и нашите од Down Under. Да, сега има рано сабајле и се спремаат за работа. Предпоставуваме дека и немаат многу време за јади бурек. Тоа е тоа. Еден ден ќе ја направиме глобална, а? Слушај, Иво, ти можеш да направиш да идеме у реал тайм, а да биде навечер. Тука кој што си идеме и таму навечер у исто време. Можеш да го средиш тоа, ајде, не, ќе истинцулираш нешто. Иде навечер? Да, ама и таму да биде навечер. Не навечер, стигни до таму дека стигнеш навечер. Да. Тргни пешки и таму си. Дали имаме гледаш на линија? Телефоно. Добро вечер. Калинихта. Калинихта. Паракало. Ме акусите? Ендакси. Едно име Барба Любо Саботивелес. Барбарува Саботивелес, да. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, повелете. Многу ти се извинувам што се навути тогаш за овој Огриновски и нему му се извиниш јас со писмо. Многу ми е тешко што се така многу време... Ја ништо не сум ви луд, господине. Сакам да... Ја не сум ви луд. Нема потреба мене да ми се извинувате, ве молам. Добро. Слободно говорете. Сакам да кажам за Уставниот суд да појаснам. Кажете. Кога беше СДСМ целосно на власт, со премиер влада, со председател на држава, изгласа со устав, со закон, за 8 години да има мандат Уставниот суд. И нема Господ што може 2 мандата да издржи партија за да ги разреши. Сега, у случај умирачка или болест тешка, не може сите да умрат и да се разболат. Така? И многу тешко ќе оде. Уставниот суд е највисоко тело во државата. И СДСМ ќе си игра со народот како сака. Сакам да додадам и за имело. Треба владава и председателот на државата да предложат резолуција на 120 држави во Обединените нации да се избрише тоа бивша Југословенска република Македонија, а не да се залажуваме со грците дека поарно ќе ни биде да мениме некој си име северна или ваква таква, а потоа да се бара да се смени правилникот во Европа не со вето, него со надгласување и ќе биде работа. А инаку сите соседи ќе ни ставаат вето, ако попуштиме на грците и Македонија нема да имаме. Малцинствата многу им е гајле, они сакаат да им е арно ним, да одат во Европа, не мислат за македонскиот народ. Ајде, пријатно. Благодарам за јавувањето. Ние веднаш се префрламе на следниот гледач што се вклучи во програма. Добро вечер. Ало, повелете. Ме слушаш во програма? Да, во програма сте, господине, повелете. Потполно се слагам со гледачите што се ова за Уставниот суд. Значи, кој една држава нели има уставно, законодавно, извршно тело, никако не може, мислам судско, никако не може судското тело да суди
против решението ќе ги донесува, нели, законодавното тело. Како што вели Тоа е професорката Ванковска, не ни чини сега ни парламент, ни влада што донесуваат закони и Врховниот суд, па сега и плюс Уставен суд. Сега се поставува прашањето која е сврхата кога ги имаме сите инстанции на една извршна власт во државата? Фала Богу, нормално од нејзина страна, не? До сега не сум слушнал некој да поведе дебата од потребата на постоење за Уставниот суд. Јас мислам дека треба да се изнесе на референдум постоењето на Уставниот суд, затоа што тој е нека уште комуњарска опашка, можда и удба уште делува преку тој Уставен суд кај нас. Или не знам и подлабоко можда. Уставниот суд се некои старчиња додека тие не го изумат, значи не можеме да се отвориме да дојде мислењето на народот преку законите во извршната власт. Така кажам. Сега се ствари за друга ствар, имам некоја замерка до уредникот твој, не до тебе, ти си супер, стварно Петици се трудиш, баш во моментите кои највише треба, нели? Мислам дека уредникот твој треба да ти даде некој термин околу 4-5 саат луѓе кога доаѓаат од работа, знаеш. Затоа што кога луѓе ќе се приберат дома, кога најчесто во ова време ретко кој те гледа, дали ме веруваш? Не се согласувам, друже. Ја мислам дека си грешка. Ја мислам дека, слушај, види само бројот на спонзорите и се ќе ти каже. Да ти кажам, пута 3 како би било? Пута 5 можда. Се обидов порано во порани термини и да знаеш. Гледачите од 17 до 22 часот гледаат вести. Така да, ја нема шанси да се борам со тие термини. Не знам, во нормалните часови, да речем, ако ова веќе се ненормални, нели? Види, гледам само отров, само лажги, само сваќаш. Значи, ама откако сето тоа ќе помине, тука сум јас. Да слушам народот, да го слушам простело. Па затоа е кога ќе заврши целата тирада, добра ноќ си правиме тука. Добро, на крај на денот, да. На крај на денот мислам дека, знаеш, онака да ги извадиме сите отрови од глава и да легнеме со малце помир. Да се заспиеме, нели? Иначе се согласувам и планирам летово, например, зошто да правиме доцна ноќна програма, можеме да правиме утринска програма, јаде буреки, ставаше, ема денски да ја правиме. Еве, повеќе луѓе ќе бидат на одмор, немаат многу пари, ќе седат дома, ќе правиме муабет. Не мора да биде рано са бајле, за мене утринска програма е истиот термин на пладне. И мислам дека сега треба да викаш некој од овие што се Мирка или Ниче. Беа, сите мислам помине. дека треба да го викнеш во програма, тој говори за љубов, човече, има прочитано и за Македонија и за све. Кој го рече? Ова е правиот момент што почет се бидејќи. Кој рече? Кој? Ниче. Беше Ниче, беше и Мирка. Ако пак може да го повикаш, нема да збести. Нема сврха толку често да ги викаме. Важно тие луѓе беа гости. Видиш? Веќе сум овакво. Ќе гледам емисијата, добро знам кога биле, како биле, али мислам дека уште има за што да зборуваат. Кратка ти емисијата, така да може да зборат и што да зборат. Како кратка, папсувам по 2 сати овдека. Фала ти за јавувањето и за сугестиите. Тоа значи дека ти се допаѓа и брзо ти поминува времето. Баш така. Фала ти на тебе. Поздрав, фала ти на тебе, лека ноќ и пријатно. Што викаш пладневна програма да ја почнеме, а? Не од 10:30, да речеме од 11:30. Од 11 или од 12 до 2. Од 10, абе, рано е 10. Треба у 9 да става. Пази, до 9:30 ја гурилки треба да вадам, бе, човече, ќе погинам по пат друг дојдам до тука. Од 10:30. Слушај, ја мислам од 11 до 1 идеален термин. Радиски онака топе. Не, чисто летна шема да направиме. Надвор. Што е тоа у овој аквариумов од зграда овде надвор за тебе? Лоцирај ми надвор. На кров ја одамна сакам да сум на кров. Не даваат. Абе, ки изгорам бе летно време, што ти е тебе?
Океј, одиме и со уште еден гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Па терминот ти е супер, зашто таман може да се изгледаат фудбал и вести и да те гледаме на тенане. Иначе упаѓаш у термини на фудбал и не може да те гледаме. Вака, ова уставниот суд, мислам, покаже и како функционира интернетот у комунистичко време. Значи, видовме комунистички интернет како функционира, со сами поставени прашања и одговори. И тоа, ако мислат дека со тоа се демократизирале СДСМ, ја мислам дека тешко грешат тука. Значи, ако направат некоја емисија како твојава, да ги прашуваме ние директно, тоа може да го прифатиме. А вака со одговори сами и прашања, тешко веројатно. Ја го поканив Бранко Црвенковски. Па, значи, не ќе да дојде да го праша правиот народ, по телефон што се јавува. А не со интернет, тамо некои пети ми ги пише, ти реков ми рече, тоа се сви измишлјотини. Со местени прашања. Него ми беше мојавето за турците со Израел. Добро. Па види се, турците, информациите најнови што се Израел им кажа уште пред 4-5 месеца да не праќаат никакви конвои, зашто има блокада. Добро. И тоа они упорно го игнорираат под тепих и намерно ги испратиле, значи провоцира Ердоган. Да. Мисли дека Израел е некоја мивка држава како Македонија што може да ја зафркава. Па израелците не се такви, они се сила. Која може да им се противставуваат на 300 милиони арапи, им се спротивстават и на турците. Значи, и сега прашање е дали турската војска ќе го подржи Ердоган. Зашто он важи као исламски фундаменталист у некоја рака и турската војска да влезе не во е баш пријател као што мисли он. Сакаш да кажеш овај тест дали Ердоган ќе успее да ја натера војската во конфликт со израелската држава? Дали може да активира војската да не преземе нешто према Израел? Ја не верувам. Чисто сумњам. Не верувам. Мислам дека големи пријатели ни се турците. Исто така и Израел ни е пријател и не би сакал овие две земји Нели у Турција се води борба измеѓу секуларистите и исламистите фактички се ова политички. Види. Тука е голема борба е само моментално у Турција. Кој ќе превладее? Дали исламистите ќе превладеат или турската војска? Ја мислам ако Пошто им го напунија мозокот американците за нова отоманска империја и малце им летна паметот на турците и почна да се мешаат и кај што треба и кај што не треба. Па добро, не е лоша идејата. Јас се согласувам за нова отоманска империја. Барем ќе ги вратиме македонските територии. Вака таа беше верска империја, тоа не беше турска империја, да се разбереме. Значи самите арапи ги неќеа турците. Зашо се распадна таа империја? Може да си постои таа, ако беше на верски план, требаше да си постои до ден денеска. Ali se raspad. Znači, Arapите ги неќеа турците да им владеат. Ако под ниво на исламски закони, ама не ги прифаќаат турците како господари. И целиот проблем кај Арапите, уствари, што они немаат еден шеф. Као да речеме што се американците на запад. Така. Тука е проблемот на исламот. Они немаат стратегички најака држава, некоја што може да ги контролира сите. И затоа они се разединети и не може еден Израел од 5 милиона народ успева да ги држи у шахмат ситуација. Добро, она ги држи со воена сила и со атомска бомба. Па добро, ама не се единствени арапите, они никад не покажале единство. Истиот случај да речеме го имаме го православието. Русија е централна држава, она може да го командуе православието како најака држава. Запад американците, кај исламот немаме таква држава. Тие најголемите држави што се исламски се на периферија, Пакистан и Индонезија. Они немаат стратешки, не може да ги командуваат другите, така што тој им е проблемот на муслиманите. Затоа Израел ги нервира највише, зашто не можат ништо да направат против Израел, а Израел спрема нив е шака јада, 5 милиона народ, како Македонија, што е у однос на другите. Ангажман на Македонија што и прават се европјаниве, името промените го ова, она 350 услови поставија што немаше никакви ни копенхашки критериуми, ни ветар и магла, све исполнивме, они сега за името се фатија. Испадна дека Грција е фактор, а банкротирана држава. Значи не е работата до Грција, по мене. Самите европјани не ни даваат да влеземе. Они се ова го искористија за да го спречат на томошното ширење на Европската унија. Нека никога они од Балканот да примат по мене.
Нема ни Србија, Хрватска ќе ја примат, зашто германците го сагаат Јадранско море, тоа е да се разбереме. Затоа ќе ја примат хрватски католиците плюс. Ова друго што е православно и муслиманско, не го примаат. Да, Ја не верувам дека ќе не примат у наредните 30 години. Ама ја примија Романија која е православна, ја примија Бугарија Да, која е они, православна. пази, они го имаат католичкиот календар. Не се они прави православни, по мене. Добро, интересни размислувања, ти благодарам за јавувањето и тука е некаде крајот на денешното издание, почитувани гледачи. Ќе завршиме со последниот гледач за вечерва и ќе се простиме од вас. Добро вечер и повелете. Ало, добро вечер. Повелете, господјо. Јас се јавив негде на почетокот, меѓутоа заборавив еден коментар да дадам. Да? Имате право за сликата на Бранко Црвенковски што ја дадовте, Да? дека има бркови. И тоа, ала Клер Гебел бркчиња му се. Не. Што рековте вие, швалерски. Не. Швалерски бркчиња се овие. Клер Гебел се оние долгите вака. Овие му се вака под носот. Пенки се над устата. Не. Клер Гебел, гледайте сега. Чекај сега да не... Клер Гебел имаше густа брада, овој... Не, господјо. Останете на линија, ве молам. Ајде. Одма да видиме, да го видите Клер Гебел, какви му се неговите бркчичи. Ве молам. Еве што е Клер Гебел швалерски брк. Режија? Океј? Да. Го гледате? Да. Значи, ова не е тоа. Не е тоа, не... Дај мене. Ама не може да биде. Дај мене побрзо. Не може да биде. Затоа што Бранко има ретка брада. Ама ова е брк, господјо, што има врска брадава? Клер Гебел нема брада. Нема брада, добро сега не... Реки вакна има и на по брада и по мустаки. Не. Еве му ги неговите бркови. Еве му го бркот кој го пушта сега. Еве го, убаво се гледа овдека. Еве. И ова е швалерски брк. Да. Само не е оној као Клер Гебел. Тоа сакам да ви кажам. Тоа ви велам, не може ни да биде како Клер Гебел, он се обидува. Ама не може ни случајно. Ова мене ме подсеќа на еден чича од преда ја не имаше такво бркче. Да ми е на кого подсеќа. Не знам други не знам. Ама добро, зошто? Жените го сакаат, он што и да стаи на лице фино изгледа момакот, младиче, што ќе правиме? Да, нема проблем за изгледата. Сега да го видиш па в година да ти текне. Па сега, видите, може и ќе стане ваков. Еден ден. Еве го. Бранко Црвенковски, униформа, раф и така натаму. Благодарам за јавувањето. И благодарност до СДСМ за сите. Frankly, my dear, I don't give a damn. На крај, уште еднаш благодарност до СДСМ за овој сајбер материјал. Очигледно дека ВМРО СДСМ во овој период настапува и хай-тек. Ние сме воодушевени и ја користам можноста да презентираме за крај за добра ноќ една сина позадина која вака ќе ве искулира за добра ноќ и едно спонтано прашање кое спонтано ќе ве однесе во земјата на соништата. Лека ноќ од мене и лека ноќ и од Бранко. Се работи за еден нов начин на функционирање, како што ние велиме, на новиот социјалдемократски сојуз. Не само јас, туку и сите останати членови на раководството на партијата, секојдневно сме на терен, посетуваме градови, села, населени места, имаме непосредни контакти со граѓаните. Сакаме и сме меѓу народот и со народот. Ја коригираме нашата партиска програма врз основа на она што имаме прилика да го слушнеме од граѓаните. Значи, ја тврдам дека најдобрата програма на една партија може да испишат граѓаните, говорејќи за своите проблеми и маки, за своите потреби.
Тоа е период во кој што ние не само што зборуваме или промовираме, туку многу повеќе слушаме и учиме. И тоа ќе биде одлика на Социјалдемократскиот сојуз во целиот нареден период.